Апсолутно сметам дека не треба да има никакви дополнителни привилегии за пратениците, вели пратеникот од ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев. Според него Македонија е земја каде што тешко се живее и која има многу поголеми проблеми за решавање. Прстот го вперува кон неговите колеги од спротивниот табор. Македонија е земја во која што има многу проблеми и како пратеници, како гарнитура имаме многу поважни прашања за решавање, има многу огромен број на поголеми приоритети кои што треба да бидат адресирани. Целата ова тема произлезе од желбата на власта. Пратениците во мнозинството сакаат да донесат закон за повеќе привилегии и кога излезе тоа во јавност, сега ретарираат, нели се менуваат ставови и така натаму. Се работи за нивна идеја, но мислам дека корективот на јавноста и оправданите реакции во јавноста, дека едноставно нема потреба од дополнителни привилегии на пратениците, направи за да се коригира. И неговата колешка од СДСМ Фросина Ременски деновиве на Facebook пиша дека никој не смее да биде привилегиран само затоа што бил избран или именуван за функционер. Законите ги регулираат правата и обврските на сите избрани и именувани функционери за време и по завршувањето на нивниот мандат. Ставањето во привилегирана позиција за време и по престанок на функцијата е спротивно на принципите на недискриминација и еднаквост. Наместо да се зголемуваат, привилегиите треба да се минимизираат. И тоа веднаш пред да се уништи јавниот имидж на функцијата пратеник, кој без тоа е доволно уништен, пиша Ременски на својот Facebook статус. Дискусијата во јавноста почна деновиве кога излегоа информации дека пратениците ќе носат закон со кој по завршувањето на мандатот ќе добијат работа во државна институција. Дебатата кулминираше синоќа кога на брифинг со новинарите председателот на Собранието Талат Џафери истакна дека не може некој да биде пратеник 4 години, а потоа да брка по контејнери. Џафери не негира дека постои ваква иницијатива, но не дава коментар се додека не ја види срочена во предлог закон.